Економисти, правници, доктори, ветеринари. Приватни и државни универзитети. Многу компании и голема посетеност. Ваква беше сликата на сајмот за високо образование кој се одржа минатата недела во организација на студентарија. Сајмот се одржува трета година поред, со цел да ги привлече идните студенти да се информираат за нивното понатамошно школување. На наше огромно задоволство, овие 2 дена во трговскиот центар Скопје Сити Мол помина над 1000 посетители 2 дена. И исто така што ни е многу драго и ни навистина чест е што дојдоа организирано средношколци од повеќе општини од сите краишта на Македонија. Во соработка со дел од општините обезбедивме дури бесплатен превоз за дел од средношколците. Инаку што се случува на сајмот за образование и кариера, на едно место ги носиме универзитетите, академиите и секако факултетите кои што функционираат во рамки на тие универзитети, кои што на идните студенти, а сегашните средношколци матуранти ќе им ги представат своите студиски програми, условите за запишување, можностите за кариера и за студирање. Секако други учесници се исто така академиите за дигитални и IT вешти. Природните науки секој си го наоѓа местото под сонцето. Но ние денеска ќе ndurnеме во еден малку поинаков свет. Во светот на компјутерите, во светот на техниката и во светот на факултетот за информатичка наука и компјутерско инженерство. Денеска на мој огромно задоволство имам еден студент и еден асистент кои што малку повеќе ќе ни ја доловат приказната како е да си студент на овој факултет. Дали можеби себе си се гледаш како еден програмер и каде ја наоѓаш поточно креативноста, затоа што сепак овие науки се малку поразлични од општествените науки, па каде вие програмерите наоѓате креативноста во себе ова што го работите? Првично би кажал дека јас не се гледам баш како програмер во иднина, затоа што на овој факултет ние не се образоваме да бидеме програмери. Ние се образоваме да бидеме софтверски инженери, конкретно на мојата студиска програма, односно инженери по информатички науки. Што е тоа? Разликата помеѓу програмер и софтверски инженер е тоа што програмерот е насочен, односно гледа само кон една одредена област од софтверското инженерство, од развивањето на еден проект, на еден софтвер. Ние како софтверски инженери сме обучени со овој факултет по завршувањето да ги раководиме сите тие фази при развојот на еден проект, на еден софтвер, од анализа на софтверските барања, преку моделирање и дизајнирање на тој проект, на тој софтвер, до третата фаза која што е кај нас така позната народски кажан како програмер, односно програмирање, кодирање, до софтверски квалитет, тестирање на тој софтвер, до одржување на тој софтвер. Така што потребно е целокупно едно знаење, вештини кои што не се потребни само од програмерски аспект. Интересен феномен е тоа што можам да кажам околу 70% од сите неуспеси на софтверските решенија се токму поради тоа недоволно разбирање на анализата на софтверските барањата, односно недоволно разбираме што всушност бараат клиентите. И програмерот како таков не знае да ги разбере барањата на програмерите, не знае да го моделира нештото, не знае да го одржува. Тој е обично само буквално кодот да го напише на софтверот, што реално представува околу 5 до 7% проблем кодот. Така што ние на Финки тука се обучуваме да бидеме ени такви академски граѓани кои што ќе носат промените во Македонија. И креативноста можам да кажам дека пронаѓам од ајде природата, односно околината на факултетот, затоа што опкружен сум со многу амбициозни колеги студенти, со еден врвен наставен кадар кој што секојдневно те мотивира да истражуваш нови полиња, да учиш секојдневно и едноставно ти влеваат страст кон оваа наука. А секако тука се нели и вештачката интелигенција, ChatGPT, тие познати јазични модели кои што не само ни помагаат да положиме полесно, туку едноставно ни помагаат да научиме уште повеќе, да продлабочиме нашето знаење. Дали вие одбравте работата со студентите или пак таа ви одбрава, затоа што е доста тешко да признам да се дојде до тоа да се биде еден асистент и дали понатаму размислувате да запливате во тие професорски води? Интересно е прашањето. Можам да кажам дека тоа некако се случи истовремено. Јас кога започнав моето студирање, моите планови и амбиции не беа баш целосно насочени кон некој ваков ангажман. Се до мојата трета година, кога веќе мојот став полека се смени, па во трета година од моето студирање аплицирав и бев примен како тутор, кој што беше задолжен за лабораториските вежби, односно изведување на лабораториските вежби на студентите по одредени предмети, и тука веќе јас бев
убеден дека ова е тоа кое што ме исполнува, кое што ме прави, да речам, среќен, а секако и нели она што за мене е важно е повратниот одговор од студентите, односно нивниот фидбек. Нема ништо по мотивирачко, по значајно кога ќе видите среќни, расположени студенти после вежби, исполнет амфитеатар до последно место со студенти. Тоа е навистина значајно, односно барем за мене лично представува на некој начин доказ дека она што го правам е на некој начин прифатено од нивната страна и одобрено, односно им одговара како такво. Така да, ги напоменавте разните активности, така што повторно ќе се вратам кај тебе да те прашам што е она на кое што учествуваат студентите, затоа што на сајмот имав можност да видам интересни нешта кои што ги прикажавте на сајмот, па еве пред самиот крај каде се учествувате, какви се тие хакатони и како покрај студирањето успевате да постигнете да учествувате на сите тие проекти? Прво, сметам дека со добра организација на времето се е возможно и дружење, и забава, и учење, и учество на такви хакатони, над превари, на кои што нашите студенти, мои колеги учествуваат. Прво, можам да кажам дека јас сега како член на факултетското студентско собрање на Финки, креираме можности за студентите да се развиваат и да ги развиваат своите меки вештини, затоа што не е потребно само техничко знаење, тука се потребни и комуникација со колеги, разбирање на нивните потреби, така натака. Креираме многу крводарителски акции, организиравме месец на хуманоста, каде што секојдневно, секој вторник организиравме настани, кои што на крај таа сума ја дониравме за деца со посебни потреби, можам да кажам. Организираме многу хакатони, надпревари, квиз вечери, забави секако, неизбежното нешто, студентска забава. И студентите едноставно правиме да не се чувствуваат дека тука им е тешко, дека мора само да учат. Ние велиме дека да, треба да се учи, но треба и да се развиваат тие социјални вештини, дека треба да се дружиме, да излегуваме на шетање, да одиме за викенд. Сега баш ќе имаме оваа сабота искачување на водно, во соработка со другите студентски собрања на факултетите на техничкиот кампус и од економскиот факултет, ќе организираме тура на водно, каде што во сабота, наутро, на сончев ден, студентите ќе се дружат, ќе уживаат едноставно под ова сонце. Соработката ни е многу добра, затоа што не би можеле ништо да направиме сами, доколку немаме подкрепа и поддршка секако од деканатот, а и од останатите студентски собранија. Организираме заедно активности за студентите да се чувствуваат подобро и да се чувствуваат како дома кога ќе се на овој кампус. Јас многу ви благодарам и на двајцата за ова гостување. А да ви се заблагодарам и вас што останавте со нас сите овие минутки. Ние денеска разговаравме малку повеќе за овој факултет, што е со кој што се соочуваат овие студенти. Мислам дека научивме една многу важна лекција, а тоа е дека кога го работиш тоа што го сакаш, си навистина среќен.